Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Денес ни е петок, 16 септември, на Скопје му се случува одличен настан. За да ви информираме што точно и на кои локации, нагости сме во Кицка да ќе разговараме со директорот Антонија. Добро утро. Добро утро. Споделете ни звуците на Скопје. Настан кој низ годините се случува, овој пат имаме одличен настан, 2 дена, кој се ќе учествува и какви звуци ќе чувствува и ќе пулсира Скопје? Фокусот не е на музиката, како што може да се види од програмата, меѓутоа ќе ги опфатиме и другите аспекти кои што ги третираме во културно-информативниот центар, лековната дејност, драмската и литературната, па може, ако веќе ја најавуваме програмата, да започнеме од овде, од галериите на културно-информативниот центар. Ќе започнеме со отварање на изложба на двајца бразилски уметници, кои што беа во Македонија на резиденција и токму така им се вика и изложбата Македонија, тоест Маседонија. Се работи за слики. Потоа се префрламе на плоштадот Мајка Тереза, каде што ќе започнеме со концертната програма. Тука ќе ги чуеме младиот бенд Хајка, исто така младата артистка Дина Јашари, заедно со незиниот бенд Другари и хедлайнерот на овој фестивал Констракта, ултрапопуларната Констракта. Што ни се случува во сабота, бидејќи 2 дена се звуците на Скопје и опфатена и старата скопска чаршија како на многумина, особено туристи кои минуваат низ Скопје, омилена локација. Диас Војтас Дуо и Вива Стрингс исто така ќе бидат во петок и тие ќе бидат распоредени низ уличките на чаршијата како некој баскерски момент и со тоа го опфаќаме и класичната музика и сега веќе може да се префрлиме и на утрешниот ден, сабота 17, каде што ќе имаме 2 сцени покрај плоштадот Мајка Тереза, тука и паркот Ибни Пајко. Да потенцирам дека плоштадот Мајка Тереза се наоѓа пред МОП, пред Филхармонија, затоа што има други асоциации, не го знаат баш името на плоштадот Мајка Тереза. Значи тоа се двете локации каде што ќе се фокусираме во саботата. Паркот Ибни Пајко ќе има 3 концерти, една детска представа и мултимедијален перформанс со поетско читање, поетување со Кени е наречено поетското читање, потоа следува Куферко, светскиот патник од Македонија, детска представа, нешто за како дел од програмата наменета за децата и потоа почнуваат концертите на Добрила и Доријан Дуо. Тука ќе бидат Перија и добро познатите Баклава. Тоа значи зборуваме за паркот Ибни Пајко и напред на плоштадот Мајка Тереза, поточно пред Филхармонијата, ќе настапат бендовите Љубојна, Тони Китановски, Фулиш Грин, Бла 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 и Брука Бенд. Значи, опфатени се сите стилови, она што би значело звукот на Скопје, како некаква идеја за тоа како би звучел градот, нека урбана музика наменета за поширок опсек на генерации, она што би требало да значи еден нов летен open air фестивал на градот. Да нагласиме дека ова е бесплатно за граѓаните? Да, фестивалот е бесплатен, освен на првата вечер, значи 16 септември, на плоштадот Мајка Тереза ќе биде ограден со тоа што влезница ќе биде едно пластично шише или лименка, заедно со компанијата Пакомак го развиваме овој еко концепт под името Sound of Green, каде што влезница ќе биде едно пластично шише. Се надам дека сите имаат дома по едно пластично шише и ќе може да влезат на концертот на Констракта.
Одлична иницијатива. Што следно организирате од КИЦ или што следно во предстојниот период имате наум да го размрдате или раздвижите Скопје со убавините на она што ни се случува? Па следно нешто што е после звукот на Скопје е Бела ноќ, каде што ќе имаме една голема изложба, јубилејна изложба, 60 години фотосојуз на Македонија, заедно со уште неколку настани, концерти и поетски читања. Тоа ќе биде прво нешто што ќе биде по овој фестивал, а потоа секако си продолжува годишната програма, која што ќе продолжи со истиот интензитет со кој што започнавме веќе во пролета и ќе има секако доста интересни изложби, концерти, промоции на доста интересни книги, така што продолжуваме после со истиот интензитет. Она што вака би можел да го најавам некаде кон крајот на годината е нашата јубилеен настан, јубилејна изложба 55 години културно-информативен центар Скопје, каде што ќе направиме една изложба од нашата колекција, навистина интересна колекција на слики, плакати од графичкото студио, од настани од изминатите години, артефакти и слично. А за другите работи кои што ќе се одвиваат во годишната програма следете на Facebook. И како медиум секогаш ќе ве следиме и ќе споделуваме за нашите граѓани да бидат во тек. Ви благодарам многу на разговорот. Благодарам и вам. Ова е она што ќе се случува денеска. Одберете кој катче сакате да го посетите и одберете каде буквално сакате да ги разбудите сите сетила со убавиот звук што ќе се случува на Скопје во овие денови. Се враќаме во студија.